после Балканските војни ќе се стави таа граница помеѓу Битола и Солун. Битола во тој период е град кој што доживува од една регионална златна доба, да ја наречеме, доживува целосен пат, посебно после Првата светска војна, па Скопје расте и станува еден поголем индустријски центар. И гледаме дека како од Битола па се пренесуваат политиките натаму, Велес, Скопје и слично. Меѓутоа, она што е битно, еве за овој период исто така да се нагласи дека е и период каде што печатот, весниците кои што ги издавале биле клучно интелектуално, но и комуникацијско средство. Еве, Социјалистичка зора е тој весник поврзан со скопските социјалисти. Негов уредник исто бил Илија Плавев и како се викаше Бајрам, така што идејноста на Накије Бајрам, исто така уште еден женски лик кој што е значаен во тој период. Имаме нови форми на солидаризирање, здружување во градовите низ Битола, Скопје, Велес, Прилеп, каде што низ спортски здруженија и низ културно-уметнички здруженија веќе луѓето се сојузуваат или се здружуваат токму врз основа на класната основа, но и тука веќе јас би додала и на класниот идентитет, бидејќи се идентификуваат себе си, има некаков посебен вид на солидарност, токму која што произлегува од таа нивна пролетерска екзистенција.